Се очекуваат нови врнежи од снег кои ќе ја надополнат сегашната снежна покривка на Попова шапка за во средината на овој месец, официјално да стартува и скијачката сезона. Од ски центарот велат дека се подготвени. Информираат дека оваа година ќе има благо покачување на цените на дневните ски билети, а сезонските веќе се пуштени во предпродажба. Ние веќе сме спремни за почеток на новата сезона. Првичните снежни врнежи ги имавме во планинава, очекуваме дополнителни снежни врнежи кои што се најавени за оваа недела и овој викенд, да имаме поголеми врнежи. И ако тие врнежи ги исполнуваат нашите очекувања за да имаме квалитетен и безбедно скијање, ние планираме негде од 15 до 20 да отвараме сезоната. На патеките имаме негде 10 санти на снег, пошто еднаш кога ги поминавме патеките, стазите за скијање со машините за уредување на стазите, очекуваме да имаме барем минимум 20-30 сантима за да почнеме сезоната. Околу цените на картите ќе има едно благо зголемување на цената, пошто тоа е поврзано со енергетската криза која што веќе е присутна во целиот свет, не само кај нас. Работиме на тоа, до крај на неделава ќе имаме и официјален ценовник за дневни карти. Инаку од идната година, доколку се тече според планираното, ќе започнат инвестициите на овој скијачки центар. Владата за стратешки инвеститори ја избра италијанската компанија Техно Алпин со нивниот план за развој и модернизација на постоечките скијачки терени и подобрување на примарната инфраструктура. Инвестицијата со вкупна вредност од 186 милиони евра треба да се реализира во 6 инвестициски фази. Во првата, нов систем за вештачки снег кој би ги покривал стазите Аеродром Свети Илија Г и Тетекс. Ќе се градат 2 нови хотели, нови стази за скијање, нови паркинг места и нови пристапни патишта, исто така и реновирање на хотелот Славија.